Мултинационалната безбедносна мисија за поддршка во сработка со Обединетите нации обезбеди на Хаити 400 полицајци од Кенија, 10 полицајци и војници од Јамајка и 20 високи воени офицери од Белизе. Но тоа е само дел од вкупно 3100 војници што ги вети групата од 10 земји. Премиерот на Хаити, Гари Конел, вели дека напорите за борба против насилството на бандите пропаѓаат. Се додека се уште имаме луѓе во камповите, додека хаиќаните не можат да одат на север или на југ и додека имаме над 40 населби контролирани од банди, никогаш нема да бидам задоволен со ништо. Мораме да направиме подобро. Конел разговараше со Гласот на Америка на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации по зголемената загриженост поради недостигот на ресурси и пари за финансирање на фондот на мисијата на Обединетите нации и хуманитарниот план. Едногодишниот мандат на мисијата на Обединетите нации истекува на почетокот на октомври. Нашите партнери мора да се движат побрзо, чувството на итност мора да го почувствува секој. Се работи за животите на луѓето. Станува збор за земја во моментов кога ги губи своите средства. Нејзината иднина е компрометирана. САД ги предводеа меѓународните напори да му помогнат на Хаити по атентатот во јули 2021 година на председателот Джовенел Моисе и се залагаат за спроведување на нова мировна мисија на Обединетите нации во Хаити. Она што сакаме да го направиме е да создадеме систем за финансирање кој е јасен и предвидлив. Тоа ќе даде на мисијата на Хаити способност да одговори на потребите на народот на Хаити. САД придонесоа досега со повеќе од $365 милиони за мисијата и ние ќе ја зголемиме нашата поддршка. Последната мировна мисија на Обединетите нации беше од 2004 до 2017 година. Таа помогна во одржувањето на безбедноста, но исто така беше одговорна за носење колера на островот и се соочи со стотици обвинувања за сексуален напад. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш смета дека наредната мисија е последно средство. Сакаме сите финансиски да ги поддржат мултинационалните безбедносни сили за поддршка и не само тоа. Мислам дека генералниот секретар веќе зборуваше за прашањето за зачувување на мирот и се разбира тој е многу јасен дека пред се треба да има согласност и поддршка од владата на Хаити и се разбира доколку Советот за безбедност одлучи да се движи во таа насока, генералниот секретар ќе направи како што ќе биде побарано. Повиците за акција растат во регионот. Јас лично верувам дека воената интервенција би била многу добре дојдена. Неуспехот може да значи потреба да донесеме драстични мерки за да ја заштитиме нашата национална безбедност. Советот за безбедност на Обединетите нации треба да гласа на 30 септември дали да го обнови мандатот на сегашната мисија.